Денеска е ден за приказни раскажување, па ја нема да бидам исклучок од тоа и ќе се обидам да ви раскажам две кратки вистински приказни, од кои што се надевам дека ќе извлечете некаква мотивација. Ова се десува, се разбира, на нашите учесници. Првата приказна почнува 1939 година, негде крајот на 39 година, се случило едно злосторство, едно убиство, во кое што мојот дедо го изгубил живот. Татко ми тогаш имал 6 месеци и кога баба ми го видела телото на својот сопруг, живеела нервен слом и била хоспитализирана. Татко ми во тој момент било 7 дете. И инаку заборев да кажам дека ова се случува некаде во Војводина. Очигледно во таква ситуација за децата немало кој да се грижи, па сите биле дадени во различни семејства, а татко ми се паднал во семејството на селскиот доктор, и тоа било најпочитуваната личност во тоа време. Бидејќи веќе почнувала Втора светска војна, докторот не можел да се грижи за татко ми, па го дале на посвојување и во таа прилика го посвојува Часлав Маријановиќ, човекот чие што име денеска го носиме. Ама татко ми немал многу среќа, затоа што во 42-та и Часлав го убиле во војна. Жената на супругата на Часлав, родом од Куманово, го земала татко ми и пребегала во Куманово и таму они го дочекале крајот на Втората светска војна. И тука се случува еден клучен настан во неговиот живот, тоа е откривањето на книгата. За таа цел, за таа работа, за таа љубов била виновна една библиотекарка која што успеала да му пренесе на татко ми љубовта кон книгата. И тоа е љубов која што траеше до последниот ден од неговиот живот. Не сум сретнал поголем читач од татко ми. Токму книгата е таа која што успеа него да го обликува. Како што го обликувала татко ми, таа магична моќ ја има книгата да обликува мозокот на било кој дете. И затоа сум многу среќен што гледам полна сала од надпреварувачи кои што ја делат истата љубов кон книгата. Книгата му помогнала да се обликува како човек, му помогнала да стекне нешто што јас желам да кажам дека тоа е супермоќ. Читањето е супермоќ. Ќе ви објаснам преку следната приказна да почувствувате што значи таква супермоќ. Предпоставам дека сите вие имате некаков омилен супер јунак. Така, Супермен, например, што умее да прави? Дали може некој од младите надпреварувачи да ми каже? Супермен? Лет. Така, добро. За Спајдермен сте слушнали исто така, не? Што може тој да прави? Тој како пајаците има исто некои супермоќи. Јас имам таков еден супер јунак во семејството, тоа е Ѓорѓимен. Тоа е човек кој што стекна таква неверојатна моќ да може во двобој било кој соговорник или некој со кој што дебатира да го победи. Со таа информација за оваа супермоќ, сега ќе почнам втората приказна. Таа се случува некаде по завршувањето на Втората светска војна, во која што Русија под Сталин заедно со сојузниците, тоа се американците, британците, французите, партизаните од Југославија успеваат да ги победат фашистите и така завршува Втора светска војна. Ама сега кога го споменав овој Сталин, он има многу голем апетит да стави шапа, раката да ја стави врз Југославија, побарал Југославија да му се подчини на Сталин, а Тито му рекол не. Тито бил еден лудо храбар човек кој што сакал да биде се по негово, а не сакал да биде нечии слуга и рекол не.
И тоа е почеток на една многу интересна етапа во која што Тито, за да се одбрани од луѓе кои што го поддржувале Сталин во своите редови, донеле еден закон, познат кај правниците како член 133. Тоа за вас ништо не значи, само ќе ви кажам еден момент. Во тоа време, кога живеевме во Југославија, кога имаше само една партија, комунистичка партија, беше незамисливо нешто да кажете против партијата. Затоа беше тој член 133 во законот донесен, за да може, ако некој мисли различно, да го пратат на одмор на голиот. Многу луѓе таму не се врати. Знаете се отприлike каков е амбиентот во кој што живеевме порано. Ја имав некоја среќа да живеам во тоа време кога стануваше збор за едноумие, една партија. Имаше уште еден лудо храбар човек, Ѓорѓи Мен, кој што се осмели да проговори против тој член. Инаку, тоа во јавноста е тој член познат како вербален деликт, односно деликтно мислење. Тоа значи дека ако мислите и кажувате нешто и тоа се спротивно од ставовите на единствената партија, тогаш се случуваше тоа што се случува. Татко ми беше тој супер херој кој што успеа со моќта на дебатирање, на бранење на ставови, пат на зборување аргументирано, успеа да победи во таа битка и на крај тој член 133 беше укинат. Може да сете каква е тоа моќ да може да смените закон по кој што многу луѓе оделе во затвор. Тоа е нешто по кое што е познат татко ми во овие кругови правнички, иако има и други работи за кои што он беше познат по некои други своји способности и љубови кон книга, кон уметност, кон музика и така натаму. Но преведувањето е дел од неговите лингвистички способности. Но да не должиме, ова приказна раскажав на кратко, не беше баш најкратка, сакав да инспирирам млади луѓе околу себе да замислат што значи да имате таква моќ. Денеска тоа што учествувате во овој надпревар е првиот чекор што го правите кон вашето обликување како сериозни луѓе со кои што сите ние би сакале да се гордееме, почнувајќи од вашите родители, вашите наставници и ние тука кои што правиме амбиент за да го поттикнеме вашиот развој. Раскажувањето го избравме како активност, затоа што тоа е најдобриот можен начин да се развиваат ораторските способности, односно способностите за јавно говорење. Тие луѓе кои што ќе ги развијат тие способности може да се надеваат на многу работи во животот. Прво и основно, книгата и читањето е фитнес за мозокот. Којте во бодибилдинг или вежбате некој спорт, така ќе добиете јаки мускули. Ама мозокот се развива само со читање. Не постои друга активност која што подобро го развива мозокот. Друго, тоа е трајна способност. Еднаш кога ќе се развие мозокот, а тој се развива во овие години, во кои што вие се наоѓате, тоа е стекнување на вештина што ќе употребувате цел живот. Цел живот имате предност многу голема во однос на други што не читаат. Тоа со јавното говорење, со способноста за говорење ќе ви помогне утре пред наставниците убаво да говорите и да добиете повисоки оценки. Тоа е првата придобивка од читањето. Второ, тие што читаат ја развиваат можноста за побрзо учење. Бидејќи живееме во време на економија базирана на знаење, тоа значи дека
поуспешни се оние кои што имаат стекнато повеќе знаење и вештини. Со оглед на тоа дека тие знаења и вештини се стекнуваат преку книгата, тие кои што убаво и без проблем читаат со разбирање, многу полесно учат. Тоа преведено, да речеме, во време, ако на некого му треба да прочита, не знам, 5 страници за 5 саата, на некој што чита, ќе му бидат потребни 15 минути. Замислете колку заштеда на време е тоа, на мака процесот на учење. Од друга страна, тоа е придобивка и за родителите. Родители чии што деца читаат со леснотија, ќе имаат помалку мака и помала потреба да им помагаат при учењето. Тоа е јасно. Конечно, кога ќе пораснете големи, ваквите способности ќе ве идентификуваат, ќе ве препознае јавноста како идни лидери. Луѓето сакаат, луѓе што зборуваат. Сеќам многу студенти, тука и јасно тоа може да го потврди, кога татко ми предаваше, амфитеатарот беше преполн. Доаѓа студенти од други факултети да слушаат предавања. Кога дома имавме гости, кога татко ми зборуваше, сите немо следеа што тој има да каже. Луѓе што убаво зборуваат се омилени во друштвото, така што вие кои што го избравте патот на читањето, сметете на тоа дека ќе бидете омилени во вашето друштво и почитувани. И тоа е нашата цел. Сакаме ова активност која што почнува со читањето да биде почетна активност во Академијата за идни лидери, која што има за цел да ве обликува во идни лидери по урникот на Ѓорѓи. Значи, ако сакате да станете некој како Ѓорѓи, да бидете почитувани, да станете лидер, утре да ја водите земјата во подобра иднина, вие сте на одличен пат. Да резимирам, да се заблагодарам на сите кои што овозможија денеска да се собереме тука, почнувајќи од нашиот домаќин, кој што не е во моментов, но ќе му биде пренесена благодарноста, на наставниците кои што ви помогнаа во подготовка за овој настан, родителите кои што прават посебна жртва, нели, за вас, и се разбира на нашите спонзори кои што возможија да имаме нешто дополнително за мотивација. Па да не доложам повеќе, оне ми беше подготвен говор, малку импровизирав, ама се надам дека некаква поука ќе извлечете од ова, некаква мотивација ќе однесете со себе и со таа мисла ќе продолжите да се развивате. А сега, Ведрана, да ти го вратам микрофонот. Благодарам.